Продолжуваме со реализација на проектот брза пруга Коридор 10. Физибилити студијата е веќе при крај. Студијата за влијание врз животната средина е исто така при крај. Има, се разбира, законско време траење кое што е определено од 270 дена. Очекувам дека некаде лето во јуни-јули комплетно ќе ги затвориме тие прашања, затоа што потребна е и ревизија на тие студии. И откако сето тоа ќе биде завршено, ќе влеземе во процес на подпишување договор за потенцијален финансиер на тој проект, иако веќе Министерството за финансии уште во минатото објави меѓународен повик. Имаме необврзувачка индикативна понуда од потенцијален најдобар понудувач, треба се разбира да ги потврдат тие услови кои што тогаш ги дадоа. И ако биде секако што треба, очекувам веќе почетокот на следната година да отпочне реализацијата на овој проект. А во проектот 8, исто така, Коридорот 8 продолжува да се реализира. Во тек е избор на компанија која што ќе биде надзор на третата секција од делницата Куманово граничен премин Бугарија. Се проби последниот тунер од втората секција, првата до Белјаковци е веќе пуштена и се разбира веќе преговараме со Европската комисија и парите се веќе обезбедени во рамките на планот за раст за модернизација на пругата од Скопје до Кичево, односно нејзина електрификација и промена на шините, така што со несмалена динамика се реализира овој проект и јас очекувам комплетно да биде заокружен од Кичево практично до граница со Бугарија најдоцна до 2029-30 година.